Здраво, дечки! Добре дојавте во нашата четврта епизода на подкастот Праше паталец не гаталец. Тука сме денеска јас и Владко и нашата гостинка, прва гостинка на нашиот подкаст, Кристина Тасева, која што студира моментално втора година на Ворвик во Англија. Да. Здраво, Кристина, како си? Здраво, дечки, фала ви на покана. Многу ми е мило што сум тука. Фала ти што ни ја прифати поканата. Да. И нас ни е мило за гостинка што ти имаме. Па прво, како е се во Македонија? Се врати пред недела дена, така? Се вратив пред малце повеќе од недела дена и ми е многу мило што сум назад дома, пошто пак тука се осеќам најсвоја. И би сакала можам да кажам дека малце повеќе уживам во Скопје, што во Македонија, ме чека одма кога ќе се вратам, цела испитна сесија и проекти и све, така да малце сме на работа фокусирани и под стрес, ама добро, мило ми е што сум во Скопје. Сега вие на вас испитната сесија, всушност? Да, кај мене на факултет испитите се по стариот англиски распоред и цела година ми е поделена на 3 семестри. Добро. Првиот семестар имам предавање, вториот семестар имам предавање и све од првите 2 семестри полагам во трет семестар. Колоквиумска. Па имаме некои проектни задачи измеѓу што ни ги даваат, што се многу мал дел од оценката, ама све што сум учела цела година полагам од еднаш на крај на април и цел мај. Така да имам 8 испити плюс екстра задачи, обично во мај, не знам, крај на април, почеток на јуни. И малку е напнато вака кога ќе сватиш дека цела година те оценуваат од еднаш, ама се навикнуваш и не знам, некако го тераш тоа, кога сите заедно колеги сте во истата каша и се снаоѓате како знаете. А само ни кажеш точно сега што студираш, мислам, кој смер имаш избрано? Кај мене на факултет имав опција, кај мене на универзитет имав опција да земам double major. Учам компјутерски науки со бизнис, кај што 2 години учам компјутерски науки и третата година ми е бизнис. Бизнес делот можам да си го фокусирам на што сакам, дали сакам менеджмент, HR, финанси, стартап и такви работи. И планирам следната година да учам финанси, инвестициски можности и operations research, што е како подобрување на бизнес процеси, како да оптимизираш потрошувачка на ресурси и слично. Колку од тоа што го учите уствари вие на факултет, у моментов го применуваш у реален живот? Дали тие вештини таму што ти ги кажуваат и моментално ги користиш, правиш со нив проекти? Една ствар која приметив кај мене специфична на факултет, мислам сега 2 години учев компјутерски науки, пошто сум втора, следната година ќе ми биде бизнис. Ама и оваа година земав бизнис предмети на универзитет, стварите што се предаваат се страшно многу применливи. И проектите кои ни ги даваат, особено по информатика, а исто и по бизнис, се реални проекти, задачи, нешто што може да ти користи во иднина. И многу ми се свига, пошто таков има пристапот на цел универзитет, да ти предава нешто што можеш одма да направиш производ некаков, или, не знам, бизнес предмет има еден за инвестициски финансии, како да земеш инвестиција за стартап. И тука задачата што ни беше да почнеме некоја стартап идеја, да развиеме бизнес план, стратегија, да ја пичираме и да пратиме видео. Другите што ми биле по информатика биле да ја испрограмирам нешто од 0 до 100, да го направам да работи по некоја нивна дадена идеја, без насоки, само јас се знам да направам производ. И тоа многу ми се свига, пошто факултетот Вори како универзитет е број 1 изгласан во Англија по вработливост на студенти. Као студентите што студираат кај мене на универзитет се највработувани одма после студирање. А ти што планираш после? Од кога ќе завршиш со студии, што планираш, зашто нели имаш 2 мејџори, како што кажа бизнис и компјутер сајенс? Па најгенералната ствар која што мислам некако највеќе ми се вклопува со студиите би ми било да идам во финтек, технологија за финанси и ствари. Ама се повеќе почнав да разгледувам пред да го земам овој бизнес предмет, сега што ви го спомнав, некако мислев да идам повеќе на дата анализа, анализирање на бизниси, како да оптимизираат процеси во бизнисот, како да имаат повеќе продажба, повеќе пари, да добиваат помалку да губат. Ама нешто после предметов се заинтересирав ептен за стартапи и развивање идеи, добивање инвестиции, развивање на производот. После тоа и моментално сум
некако уходана во таа сфера. Пратам што се случува со стартапи во Англија, кои venture capital инвестициски фондови даваат пари каде, колку. Бев на настан во Скопје од стартап клуб Македонија. Почна и тие Конференцијата таа големата што беше не беше имаше конференција, ова пошто не бев во Македонија, ова беше пред 1,5 недела, има настан каде што 4 технолошки стартапи пичира. И имаше инвеститори со Zephyr Angels, некој бизнес Angel фонд, инвестициски почнуваат сега во Скопје. И беше стварно интересно искуство, чуеш некои други луѓе што имаат некоја техничка позадина да работат на некоја нивна идеја и како ја пичираат, како размислуваат тие луѓе кои инвестираат. И убаво е да се чуе дека и во Скопје има и општо во Македонија се развива на многу повисоко ниво некоја таква култура. Да. И се почесто стануваат такви настани и од наши лични искуства. Да, зборавме во претходниот подкаст дека ние уствари исто во таа сфера во Скопје доста сме активни и генерално позитивно искуство сме имале. Сега треба да дојдеме до фазата за инвестиции. Така да тоа е нели пичирање, да. Да. Него имаш нешто вака твој проект што го правиш моментално што специфично онака како работиш на тоа? Па немам почнато стартап моментално, пошто повеќе се фокусирав на како да им помогнам на стартапи да добијат инвестиции. Мислам за ова, нели ако ти ја развиваш идејата, се фокусираш на развивање идеја, сум повеќе од страна на бизнес аспектот, како таа идеја што ти некој веќе ја развил, како таа да добие инвестиции. Повеќе сум на тоа фокусирана, како на веќе постоечки стартапи да им помогнам. И тоа ми е моментално за мислата и кога ќе завршам, затоа што во Англија има многу голема финансиска индустрија и нели многу стартапи се вртат. Прогласен е Лондон за еден од најголемите стартап хабови и технолошки хабови во светот покрај Њу Йорк, да кажеме. И моментално сум фокусирана да се наместам така да можам, кога ќе дипломирам, да работам на релација Македонија-Англија, односно Скопје-Лондон, за се што се случува тука да може да се пренесе и таму, да се добијат инвестиции од таму, затоа што и кај мене на универзитет има тоа што е Warwick Business School, е еден од најдобро рангираните во свет по бизнес. И исто така на кампус, пошто мојот универзитет е цел кампус, не се повеќе згради поделени на зградот. Имаме доста и инвестициски фондови, и Минерва организација која што е склоп на бизнес ангели. Има многу можности кои што сакам да ги спојам и тоа ми е моменталниот фокус, како да стартапите од Македонија да добијат инвестиции од Англија. Значи, тука пак се вртиш околу Македонија. Да, некако не ми се остава. Да, саеш да се вратиш овде, мислам, по дипломска, дали тука саеш мислам да се вратиш или ја останало негде? Па, го размислував ова, мислам, дефинитивно би сакала да прошетам, да видам што има по светот, ама сваќам дека каде да отидеш друго да живееш, пак ќе бидеш странец. Дефинитивно. И пак ќе бидеш далеко од дома и заедница ќе треба многу време да се развие и се. И почнав вака со факултет ствари да сваќам дека многу од можностите може да ги донесеш во Македонија и од Македонија да ги работиш. Особено што после пандемијата цел свет е нели изглобализиран. И особено што сум во таа индустрија која што може да се работи од секаде. И планот ми беше, мислам, да ги видам можностите што се во странство, затоа ја отидов во странство и да видам што како може да се направи, ама пак да си останам на некоја релација со Македонија. Не сакам само да се оцелам и да заборавам све. Пак тука сметам дека е најдобро, особено ако можеш да земеш инвестиции, можности од странство и да ги донесеш овде што нели се Тоа поможно. е добар начин на размислување, зашто ако видиме колку луѓе имаме ние што идат у странство секоја година и се поише станува тој број, дали на факултет, дали за живење, тие сите луѓе уствари може да направат они нешто за тие работи да ги донесат тука. И тоа може би една од нашите вака општествени одговорности што ги имаме како луѓе. Да. Добро, ние сакаме обично подкастот да се враќаме така малце наназад. Да почнеме уште од најмала возраст, затоа што
Ти си идел на надпревари по математика и информатика уште во основно четврто деление како што започнуваат. За тие надпревари, мислам, општо дознаваат од училишта деца, мислам, општо самите училишта ги праќаат најдобрите ученици таму. И кои били искуствата, затоа што верувам дека не си се соочувала со некои многу големи треми на надпреварите, затоа што си од најмала возраста. Исто така имаш учествувано и на светски олимпиади по математика и информатика, така? Па некои искуства да ни споделиш? Па, мојот пат до надпреварите може би беше малку специфичен. Моите родители се двајцата инженери, имам постар брат 7 години и брат ми што кога бил мал почна да го учат математика, пошто нели родителите тоа го знаеле, да го учат уметност или нешто друго, ќе го учеле тоа, меѓутоа инженери. И брат ми почнал, мислам, развил некој афинитет кон математика, почнал да се надпреварува, да развива друштва во тој круг. И како постар брат, нели, има влијание, се помалото нема да го оставиме, нели, само да се снага и мене ме уче истите работи. И така некако си продолжив органски јас да се надпреварувам и од четврто деление почнав, пошто тогаш се почнуваше, ама останав да се надпреварувам, затоа што создадов многу блиски пријателства, многу убави спомени. И некако надпреварите ми представува задоволство и дружење, затоа што се шетавме нели на надпревари, имав друштво кој исто така го сака тоа, си ги делевме амбициите. И продолжив да се надпреварувам, почнам во четврто, заврши во четврта средно, затоа што некако не го гледав како леле се ово морам да го правам, ме тера, не знам, наставничката математика, туку ми беше другарите ќе ги видам со другарите, ќе учиме со другарите, ќе прошетаме негде со другарите, ќе земеме награди. И така ми стана убава околината на надпреварувањето. Да, честа работа е луѓе да се форсирани да идат на надпревари. Така да посебно убаво е така што си имала самата афинитет. Си дела валја математички школи и кампови, такви работи или на надпревариве што биле олимпиади? Организирани од Сојузот. Да. Па тука би направила разлика помеѓу математика и информатика, затоа што математика, особено јас кога се надпреварував, имаше многу повеќе луѓе од информатика кога почнав да се надпреварувам. И математика бевме затоа што е нели по блиска материјата со школа и све. Тука бевме некако имаше повеќе материјали, нумерус да читаш, СММ сега организираат многу школи кои ги имам посетувано во трета средно и тие се стварно мислам дека се добри и многу повеќе луѓе да ти кажат и да ти помогнат. А информатика затоа што нели не се надпреваруваш на тоа што го учиш во школа. Да. Бевме некако што ќе најдеме сите и сите едни со други да си помагаме, ама тука нели излегува и во пресрет и да кажеме СЕМОС едукација што организира подготовки за надпревар или некој воведен курс во целата ствар, така почнав и јас, мислам, братучед ми и јас одевме заедно на курсеви во СЕМОС. И братучед ми рече, јас ќе станам програмер во, не знам, 6-7 оделение. И рече, јас завршувам со Photoshop, Word и све, ја идам да учам програмирање, ја ќе правам пари. Все како ја да останам, само да правам нешто, морам и јас од тебе. И така се провлеков во информатика, ама убавото што го приметуваме дека почнуваат се повеќе и здруженијата се организираат да прават подготовки. Мислам, за секој голем надпревар зим, здруженијето на информатичари многу не спремале и мислам и во Струмица одевме, и во Охрид имале кампови, во Скопје и стварно се трудат сите тие луѓе кои се сега моментално во организација да го подигнат нивото на подготовки и спремање на учениците. Па, добро, само, знаеш, тука како информатиката, мислам дека има едно нешто што може да се зборува, што е дека работите што ги учиш на надпревар, тие алгоритми, тие работи, у реален живот многу поинакви се работи. Можеби надпреварите поише служат како добра основа, начин на размислување, него ли што служат за стварно практично нешто ти да направиш. Не можеш ако идеш на надпревар, например, да искуцаш програма или вебсайт, не е битно. Мислам, добро има различни надпревари се. Конкретно ако збориме за тој од зим што е организиран. Да, од Здружение на информатичари на Македонија, тие се поише. Па не знам, не би се согласила со ова до цел, мислам. Добро.
дали може да направиш цел проект само затоа што си одел на надпревари? Не. Да. Меѓутоа, фактот дека сум учела програмирање, Да. сега ми на факултет затоа што учам нели по 1-2 програмски јазици секој семестар, ми е многу полесно да се научам на некој нов затоа што знам C++. Исто така алгоритмите пак се користат во многу различни реални проекти, се користат истите идеи, алгоритми кои се нели докажани како најоптимални. Ти доаѓа во пресред, ти излегува што си учел некогаш како да правиш ствари на најоптимален начин, ама мислам дека најголемата ствар што ти помага да ги учиш тие ствари е начинот на размислување. Па тоа е уствари начинот на размислување, тоа се уклопува и со алгоритмите и све, зашто мислам дека е голема реткост ти да земеш рачун да куцаш алгоритам. У денешно време library некоја сибнуваш или package некој инсталираш и тоа ти прави све. Дури за data science ти кога правиш нели со модели нешто, има апиња готови што им даваш input, они ти вадат output, ти не знаеш што има, тоа е како црна кутија. Да, све крадеш open source. Да, си крадеш. Алгоритмот за надпрва го копираш од Geeks for Geeks. Да. Не, и тоа го имам размислувано, да, меѓутоа стално кога сакаш да направиш нешто ново и нешто свое, ако ти не ја знаеш позадината на како функционираат работите и кој е најдобриот начин, ти си многу назаден. Да, тоа е. И мислам дека имам некоја си професионална вака модификација во мозокот, пошто и на пример да треба да стигнам од Скопје од Ново Лисиче до Карпош, пак ќе барам најблиската рута по истите алгоритми, време да заштедам или пари да заштедам, и тие ствари некако ти стануваат начин на живот и колку повеќе си уходен, толку подобро ја работиш својата работа без разлика што е да работиш. Да, се слагам. Така е, да. Значи, сега кога зборуваме веќе за надпреварите, исто така ти си бивша ученичка на Јахија. Пак ние со Јахија ученици, да. Добро, тоа има културата, мислам такви луѓе се бават со вакви нешта и мислам темата на подкастот е веројатно и тоа, така што некако се вклопуваат и Јахја Кемал и подкастот. Да, се во едно место. И во претходната епизода со Орхан баш спомнавме за стресот и притисокот кој што се ствара околу тие надпревари, затоа што децата кои што имаат успех, поголеми успеси како тебе на светски олимпијади по математика, по информатика, осеќаат некаков притисок дека тие понатаму треба да се запишат на некои попрестижни универзитети кои што се во странство. Дали го имаш тој притисок? Мислам, дали ти си осетила таков некаков притисок и ако си го осетила, како си се справила? Не? Овде зборуваме за притисокот да одиш на надпревар или стресот од тоа или за факултети специфично? Пошто мене тие две ствари ми се скроз различни некако. Па прво да тргнеме со може прво за надпреварите притисоците, па после ќе се надоврземе за тоа. Не мора да биде, например, ти спомна од родители си немала притисок од такви работи или од професори. Од средината зборам. Да, од средината, да. Па кај мене мислам не е дека моите не ми правеле притисок или нешто, увек било ова е убаво да го правиш, ама ако се откажам, мислам што ќе ми прават ако ме остават на надпревари не влезам. Притисокот надпревари сватив, ова си го размислував во трета на последната интернационална олимпијада, си размислував колку ми се сменил начинот на решавање на големи надпревари. И сваќаш дека све е тренинг, исто како што спортистите вежбаат нели пред некој турнир, така и ние вежбаме пред надпревар и треба да имаш некоја стратегија на решавање која тебе ти одговара, затоа што нели меѓународните олимпијади се по 4,5-5 сати, ти треба да имаш ментална издржливост да го па и концентрација да го пројдеш тоа, и тука сватив во трета имав цел систем кога пијам кафе, кога јадам чоколадо, кога одмарам, кога решам, тие 5 сати јас имав све испланирано и знаев како јас да постигнам најголем успех. И надпреварите не ме предизвикуваа стрес затоа што толку многу пати имав отидено на надпревар по 6-7 надпревари годишно, ако не и повеќе, и си уходен скроз ти уште еден ден каде што знаеш што треба да направиш, и тоа сватив дека многу ми помагало за испити полагање или тестови. Исто така сватив дека ако тестот е помалку од 1 сат, јас сум збунета. Јас знам на маратони да трчам, ама шпринт не можам. И тука стварно ти се погодува, луѓе имаат и нели целни нервни пореметувања околу тестови, све јас сум некако уште еден ден во мојот живот. И тоа е многу корисно. Па, мислам сигурно се толку пати, мислам на испит, уште еден испит, нема врска, ќе седнеме, ќе решаваме 3 сати, ќе излеземе, ќе се зафркаваме.
И затоа не ме представувало такав стрес и многу ми помагало што имам другари кои што проаѓаат низ истото, пошто одиш на надпревар, ги гледаш другарите, се поздрувате, се смеете, одите, решавате, излегувате. Имаше убава култура на кога бев особено основна, сите постари од мене што се друже и се знае, особено од Јахја Кемал, одеа заедно после надпревар на кафе, на пиво кој е полнолетен. И кој не е. И така се дискутира ствари си во кругот. Тоа се приметувам кога завршував средно, тоа веќе го немаше. Се дружевме ние што бевме најстарите, затоа што се знаевме, никој помал не влечкавме со нас. И некако тоа се изгубе, имаше доста близина, пошто имаш многу луѓе кои ги знаеш и се опушташ после надпревар и пред надпревар и не ти представува толкав стрес. А за факултети, за запишување, мислам дека тоа е многу индивидуална одлука. И тука не смееш да си дозволиш да чувствуваш притисок да направиш нешто затоа што некој друг го направил, затоа што ти ако тргнеш да го живееш животот како некој друг што одлучил, ти ќе завршиш или несреќен, или ќе се разболиш од стрес и од нервози, од нешто што не ти одговара, или нема да го направиш да го постигнеш својот најголем потенцијал. И затоа сметам дека кога станува збор за такви животни одлуки, па дури дали ќе се надпреваруваш или ќе работиш или ќе одиш во странство или во Македонија на факултет што ќе студираш, не смееш да ги гледаш другите луѓе. Затоа што секој е специфичен и тоа е многу голема животна одлука, инвестиција на време, на пари, на ментално здравје. И ако направиш што им одговара на другите, како стварно имало случаи ќе отидат некаде во странство на нешто многу тешко или нешто што некаде да го прават и психички ќе се разболат и после тоа треба да имаш и цел систем на поддршка да ти помогне и најбитно да се задржиш, да не се разболиш психички по толку многу притисок правејќи нешто што не си сакал да го правиш. Да. Не, самата мислам дека сите се исплашени од самата реакција што ќе се случи ако јас не се запишам там, ако не се студирам во странство, затоа што еве на пример летно време нели сите тие уписи се случуваат и во септември го среќаш човекот тука е во Македонија и викаш ти не се запиша во странство нели по надпревари. Ја мислам дека и уште самото тоа што сите така прават некаков притисок од тој аспект зборам, затоа што реално не е моментот леле се апликации треба има тој посебен притисок кој што се осеќа, ама општо тоа е притисок, ако имаш ти желба да се запишеш во странство, тоа ќе го поминеш затоа што мораш и нема толку тешко да се види, може, мислам, се зависи, ама најчесто верувам дека не е така. Во принцип правиш работи што сакаш, ги правиш само ги правиш на некој ниво кај што ги запишуваш, ги ставаш у портфолио или после се ги пишуваш. Да. Мислам дека имаме тука некој македонски синдром на фаќај патот, пакувај коферите, оди си. Мислам, мене и таксист од железничка до Ново Лисиче, тие 5 минути ми има кажано, сите млади треба да си одите во странство и седиш онаков сека чекај малце, стојат каде муабетов и не, мислам сега ја учам во странство, ама нели таа одлука сум си ја донела јас, затоа што јас сум сакала да одам во странство да видам какви можности има таму, да видам образованието ми се допаѓало и сум сакала да се пробам тие 3 години, Не сум го направила тоа од некој притисок и сметам дека таков притисок е многу лош. Затоа што некои луѓе едноставно ако се дома ќе направат повеќе, ако тиеш во странство може стварно и да се разболиш и да не можеш да постигнеш и да не си среќен, и ако не си среќен ти не можеш да правиш ствари кои ти се допаѓаат, затоа што не можеш да се сам живееш и треба да се одржиш да преживееш, да не се разболиш буквално, а си сам во странство нема си го постигнеш својот максимален потенцијал. И сметам дека тоа мора сите да отидеме во странство, е многу неубав притисок кон луѓе, особено затоа што секој се со својата среќа. Мислам, на некој стварно во Македонија достане ќе биде здрав, ќе биде среќен, ќе прави тоа што сака, ќе ги има сите можности кои му одговараат и ќе направи нешто вау со тоа што останало овде. А и не верувам дека баш секој може да го поднесе тој притисок, затоа што општо селењето негде надворе многу големи стреси, затоа што прво се многу големи промени. Од тука живење со родители, со семејство, идеме таму да живееме сами и општо начинот на кој што тие луѓе во странство живеат и све е многу поразлично и не верувам дека секој може тоа да го поднесе. Најпрво психички, не викам дека тоа мислам апсолутно. Тоа што и ти го кажа истото, Сум слушала и приказни за специфични брат ми учеше во Англија, студираше и магистрираше
и колешки и колеги англичанки кои не можеле и англичани кои не можеле да го поднесат притисокот, а биле во својата земја што се отпишувале еднаш па се враќале па втор пат, па биле на граница да направат нешто полошо за себе, мислам, нели, чувај Боже, меѓутоа стварно сметам дека треба да си 100% сигурен во таа одлука, затоа што ако не си, може многу да ти се наруши менталното здравје. И тука ми е многу мила, мајка ми е многу свесна некако за тоа и исплашена и секој пат ако не си среќен, не знам, потроши повеќе пари, купи си нешто за јадење, јади или не оди денес некаде или нешто, затоа што не е поентата да се изфорсираш за нешто што не го сакаш и после тоа да се вратиш назад, да се уназадиш, да потрошиш многу повеќе време за да оправиш ситуацијата. Нели сите си имаме такви некои моменти кога може ни треба човек за поддршка, да збориме со некого. Го имаш ти тоа пронајдено во Англија кај што си моментално? Онака луѓе реални, зашо чисто прашањето ми е како се луѓето таму и како реагираат на такви работи. Тука е интересна мојата ситуација, пошто во Англија од мојот клас во средно, во Кемел пак, од 24 луѓе во класот во четврта се броевме, излеговме 10, што отидовме во Англија. Тој скоро пола од луѓето од цело одделение отидовме во Англија, го се броевме кој со кој авион ќе оди, кој со кого ќе се сретне, тука со тетки се запознаваме, сите плачевме пред да се качиме во авион и све. И тоа ми се погоди многу добро што имам заедница другари во Лондон и во Манчестер. Брат ми исто живее сега во Лондон, меѓутоа со некоја намера да се врати во Македонија. И убаво ми се погоди тоа што имам другари да одам кај нив, брат ми да дојде ако има потреба и не се чувствувам само во новата култура. Меѓутоа кај мене на универзитет, затоа што не, мислам дека не е добро што не е толку популарен кај македонците, меѓутоа не е. Останав сама да одам на мојот универзитет за разлика од Манчестер, например, каде што се генерации и генерации уште таму студираат, учат, слават родина заедно, да имаат едно цело македонско село да го наречам. И кај мене на факултет со сите странци или англичани се чувствував осамено и неразбрано. И барав балканци се здружам и срби, хрвати, бугари, босанци. И тоа некако, мислам, другарите што ми се во Англија ми се пријатни све, меѓутоа не сме културолошки исти. Па тоа сигурно дополнувам со други балканци кои учат таму, за да има некој баланс, мислам, да имам другари и странци, да имам другари кои ме потсетуваат на дома. Да може да јадеме бурек и да пиеме јогурт недела се вали, ако тоа ни се прави, да се разбираме на наш јазик, нели? Колку тоа е важно, мислам, општо многу имам случај, општо сите што идат во странство, идат по Facebook групи да се зачленуваат. Да. Интересно ми беше спомни за факторот дека моментално на надпревариве или барем генерације што се сега не ги земаат помладите со нив. Што мислиш дека е причината? Тие претходни што биле генерации, зашо они ги носеле, а зашо ние сега што идеме на надпревари? Реално нема толкави дружби сега. Општо добро сега кај нас од трета година има многу што идат, па има пак на математика, зборам за математика, па има пак некоја комуникација, ама пак не е таа дружба, не да речем. Не се например да се соберат сите што се од или да излезат. Или да излезат, нешто. Па како јас почнав да идам на сите тие после надпреварувачки кафиња, топло чоколадо и пиво за тие што се полнолетни. Кога почнав да одам на балканијади, јуниорски, сениорски, да се дружам со луѓето што се постари од мене, се надпреварувале, некако ги среднеш на надпревар, мора да им кажеш здраво прво. Ако не им кажеш здраво, не можеш да очекуваш да видиш викна. И кога ќе почнеш здраво, па муабет, па оваа задача, па таа задача, некако ќе те соберат со нив, ќе речат ајде ние идеме, не можам сега да стојам тука, зборам дој со нас. И така некако секоја година се доаѓаа помали луѓе кои што исто сме се знаеле, сме се виделе, некој помал се почувствува доволно храбар да порозбори, па постарите го викнале со нив. И на математика тоа значително помалце го приметував, мислам дека на математика се дружевме исклучиво луѓе кои што сме од Јахја Кемал, затоа што сите заедно сме се спремале за тој надпревар во школа. Информатика беше послободна, информатика ако се знаеш,
со некој и ги собереш твоите другари, одеднаш станувавме огромно друштво и Led Zeppelin мислам дека го затворија, ама секоја сабота после надпревар беше полн, само луѓе од информатика надпревар. И така некако ако се почувствуваш слободен да прозбориш со некој постар, ќе те викне, ќе те собере, меѓутоа тоа почна да се губи. И ја кемо мислам дека правеа подготовки, ама со короната подготовките замреа. Да. Затоа што не може да се соберете сите во една училница па да се запознаете, све оди онлайн. Па добро, да, и има уште подготовки, ама не знам колку се децата отворени за зближување и за слично. Да, мислам комуницираме ги себе сите и заедно, знаеш, се случува да решаваме задачи, ама пак има не знам, од втора година, например, не се толку, не ги зближуваме толку со нас. Затоа што не знам која е причината за тоа, ама најверојатно се менјаат генерации, све се менја. Математика од секогаш било малку покомпетитивно отколку информатика. Информатика сите бевме другари и сите другари одиме заедно. Дали си ти прв или сум ја прва, нема везе, ние сите славиме над преварот, сме го прошла добро. Математика сум се дружела од секогаш со постари кемо генерации, баш поради тие подготовки над превари, или да кажеме што сме оделе заедно на информатика. За тоа дека не знам сега зошто луѓето не се дружат. Јас почнав да идам на интернационални, на меѓународни надпревари во 7-мо. Првиот ми беше јуниорска балканска олимпијада по информатика. И од 7-мо оделение јас бев со луѓе кои што се беа и втора средно, а влегуваа во границата за години. И мене од 7-мо оделение и тие што беа и четврта пак се влечкав по нив. Мислам сега може ке седиш и ке кјутиш и малце ке ти е срам, пошто они се зборат за факултет, за работа, за нешто проекти, вака така, онака ти седиш кафе едно немаш испиено во животот. Опешка ке ти порасне, ама пак сите сме се дружеле. Не знам, увек постарите ги влечеле помалите и после тоа ќе пораснат, ќе отидат на факултет, па некои сега, од помалите ќе повеќе некој уште помал. И така сме се дружеле. Со короната тоа прекина за нас. Да. Ама информатика мислам дека тука беше малце се сменија и ради 9-то и годините некако не се фаќавме со помалите, немаш некој пресек. А за математика не знам, моето искуство секогаш било кемал, па претпоставам дека се подготовките во прашање. Да. Кога збориме на подготовките за да стигнеш ти до, мислам, европски, балкански, интернационални олимпијади, колку треба подготовка и дали треба да се даде некаква жртва, зборам од социјален аспект, да се, не знам, за да се жртва искачање, само се звучи така по... Па стварно е така, сега доста еве ако правиме контраст со информатика, веќе ги споредуваме работите, тие што учат информатика, ако имаат учено континуирано години претходно, отприлика темите тие се, нема нешто ново, тие се алгоритмите и може би треба стварно на вистина помалку време него ли математика го спремаш. Не знам дали се слага со тоа. Да, се слагам. Информатика над преварите се работа на усовршување, вежбање, брзина и креативност, а математика ти се менуваат, освен тие што се за македонска и интернационална олимпијада, другите теми се менуваат и треба да си во тек. Да. Тоа е така. Да, информатика треба да вежбаш, баш да... Добро, затоа валја и помеѓу децата што идат на надпревари, постои помала разлика у знаењето. Као на пример математика може, сега не знам точно како е, али еден ќе знае некоја тема, друг нема да има толку добро научено, а информатика горе доле сите ги знаат тие што се некои поосновни, а и по-неосновни работи, барем знаат да зборуваат за нив. Или ако им го представиш како концепт, ќе можат да го сватат. Да, информатика веројатно е по-така отворено за учење, меѓутоа и ако јас кога се надпреварува во средно, кога бев веќе свесна за овие работи, кога ќе видиш ти табла, мислам, резултатите, кога ќе ги видиш на табла и кога ги знаеш луѓето околу тебе, јасно ти е тој што е прв, зашто е прв. Мислам, тука некој седел, учел нови алгоритми, гледал видеа, решавал задачи од некоја си земја што ја немаш ни чуено до сега и се спремал на сосема друго ниво, а тие што ги учат стварите што се основни или сите ги знаеме па ќе ни текне некое решение, сите тие се некако сконцентрирани во средината. И тука кога првите луѓе што се на ранг листата секогаш знаеш дека вложиле многу повеќе време, многу повеќе вежбале за брзо да ги завршат поедноставните задачи, да се фокусираат на големите, а сите други сме биле така
Мислам, сме биле. Јас сум била и во повисоките, нели, очигледно сум завршила да бидам во тим, меѓутоа стално имало некои поединци кои и сега ги отвориме претходните ранглисти, можам да ви кажам што имале научено различно и што знаеле различно направат. И ако ни го представат концептот, да, ние би го разбрале, меѓутоа ние тоа да го искуцаме на надпревар, нема шанси, за тоа се први, нели? Да. Затоа ги имале тие успеси. А математика, да, имало разлика помеѓу годините, ама па затоа е било корисно да имаш некој постар да ти помогне со нешто што ти имаш повеќе проблем да го разбереш, а вака во информатика сите сме биле на исто ниво, на исти задачи, било све отворено, јас ќе ти помогнем за ова, ти на мене за тоа. Меѓутоа не е ни пријателството надпревар само да имаш некој да ти помогне, туку нормално. Нели за дружба и споделени интереси и амбиции. Да. Освен надпревариве, во средно кои други активности што ги имала вака што сакаш да ги извршиш? Во средно, освен надпреварите ми беа секогаш на прво место, затоа што ми беа некако веќе животен стил во средно, се надпреварував и 10 години, така си ги терав од навика, од интерес, од желба. Други сум се трудила да бидам во различни проекти. Во прва година бев во Романија на проектна олимпијада, во втора година бев во НАСА, во трета година фати ковид, ама бев дел од тимот на Мој воздух кај Горијан. Тоа уште тогаш беше значително помал тимот, сега го гледам дека го има ептен проширено и прават некои нови ствари. Да. Сега е Earthcare, наместо Aircare. И во четврта се фокусирав повеќе да се одморам, да се спремам за факултет, да аплицирам за факултет и не преземав некои поголеми проекти. Сметам дека се што правиш од страна ти се вклопува со интересите, дали да е пракса, проект, во некој стартап да помогнеш на некој што го познаваш или не го познаваш, да му пишеш мејл да му речеш можам ли нешто да направам за тебе, пошто пак си средношколец, мислам. Знаењата може не ти се на многу високо ниво, ама ако имаш желба, секако можеш на некому да му помогнеш ако е во некоја сфера што те интересира. И сум се трудила секој пат да имам уште нешто вака од страна да ми дополни време. Како покрај сето, мислам, сега спомнуваш проекти, надпревари, како успеваш да наоѓаш време за социјалниот живот? Мене ми се погоди ептен среќа, мислам, ова беше една и од причините зашто сака да се запишам во Јахја Кемал, сите другари што ми беа поблиски ми беа од надпревари запознаени. Или сум се запознала со еден на надпревар, па неговите другари, моите другари излегле, сите станале големо друштво и сите имавме таа некоја амбиција или интерес, дали за математика, информатика, физика, англиски, нешто такво. И се знаеше дека периодот кај една недела пред надпреварот, ако излеземе, тоа ќе биде на 1 сат на кафе или ќе излеземе заедно да учиме. И се знаеше дека тоа е периодот за тоа. Ке заврши надпреварот, ние истиот од саат после надпреварот сме на кафе, истата вечер сме излезени. И така имаше некаков баланс, затоа што не се чувствуваш како ти да губиш. Сите другари заедно учите, заедно си се жалите, тоа е моментално актуелната тема. Ама дури и со тие што не оделе по надпревари, просто имале разбирање затоа што имаш исто како тие што имале некои други воншколски активности, ти си имал надпревари. И тука можеби помалце ќе сме се гледале таа недела 2, ама мене секогаш ми вредало времето да го одвојам затоа што сум се чувствувала убаво за работите кои ги правиме надпреварите и сум сакала да постигнам нешто повеќе. Во короната специфично, кога бев трета, се спремав за Балканијада математика и светска исто така математика. И тука затоа што не се одеше на школа, беше ковид. Цел ден дома учиш нешто и се знае вечерта излегуваме. И сега седиш на стол, не знам, 8, 9, 10 сати и решаваш и на крај ако ти не направиш нешто да се опуштиш малку и да ти излади мозокот и да имаш некој вентил, ти нема да можеш следниот ден да учиш така. И тука се знаеше, секој ден учиме, другарите ми беа тогаш и на факултет затоа што се постари. Учиме сите цел ден, вечерта излегуваме. Утре се бајле пак учиме цел ден, вечерта излегуваме. Тука, например, не се чувствував нека губам од социјализација, затоа што секој ден излегував, ама и секој ден учев и беше избалансирано. Еве кога ја спомна веќе темата за другарите што ти биле на факултет, колку тоа имало можеби ефект врз твоите гледишта на факултет?
И врсуписот. И врсуписот, да, и можеби како ги направи тие одлуки кај ќе аплицираш. Тука интересниот моабет, мислам за мене специфичен е брат ми исто нели тргна некако случајно се надпреварува и он се запиша во Јахја Кемал. Пак да го спомнеме. Нема бегање и брат ми ги знаеше сите постери од него што моментот аплицира, оде и пошто нели ми е брат ги слушаме ја сите моабети. После тоа брат ми отиде. Па јас, пошто почна да се надпреварувам и да се дружам, ги знаев сите измеѓу мене и брат ми, сите генерација на брат ми, сите постери од брат ми, некако, кога ќе видиш, можам да направам цел алманах на луѓе што учеле во Јахја Кемал и се запишале во странство. И убавото е што луѓето одат на различни места од различни причини. Имам другари кои што отишле во Америка поради едни причини, други што отишле во Америка поради други причини. Истото за Англија, за Холандија, Германија, Франција, Полска, Унгарија дури. И сите отишле со некоја причина, им се допаднало или не им се допаднало некоја причина. И мислам дека е многу битно кога разговараш со луѓе кои што поминале низ процесот, не да го прашаш само ти каде си, што правиш, туку зашто отиде и зашто сега би ја направил пак таа одлука, зашто не би отишол пак. Затоа што мене, да ми каже некој, јас сакав таму да одам и отидов супер, мене ништо не ми значи, затоа што нели тоа е субјективно ептен. И може на него му е супер, а мене тие причини за на него му е супер нема воопшто ми одговараат. И тука сум добивала многу перспективи, ако ги прашаш вистинските прашања, ќе добиеш многу перспектива за што има каде и како функционираат луѓе и како им одговара средината на различни карактери. И сметам дека ако нели некој што ќе го слуша подкастов планира да аплицира и планира да прашува многу пати зошто и како се одлучило нештото и како влијаело, за да свати што на него највеќе му одговара. И така, например, одлучив дека нема да аплицирам во Америка и аплицирав во Англија и Холандија, се мислев за Швајцарија и Франција исто така, затоа што имав пријатели таму кои што водеа живот како што мислев дека ќе ми биде окей, меѓутоа после тоа кога дојде времето да се аплицира на тие места, веќе имав понуда и од Холандија и од Англија и сватив дека секако тие ми се приоритет и нема зошто да аплицирам. Меѓутоа ми влијаело што сум добивала многу повеќе инсайт во работите и сум знаела каква е средината, кои можности има. Например, ако сакаш некој специфичен начин на живот да не одиш во таа земја затоа што едноставно културата не е таква. Нема да можеш да се вклопиш. И зашто одлучуваш се помеѓу Англија и Холандија, рече така? Зашто одлучуваш точно да идеш во Англија? Некако тоа не ми беше премногу размислувано, туку не ми беше на листа ставено Англија наспроти Холандија, туку ми беше Англија ги има сите овие работи кои ги сакам и повеќе ми одговара до тоа ниво што Холандија некако ја забуткав на страна. Тие работи ми беа прво, нели, најбитно брат ми и многу пријатели имам во Англија и таа заедница на луѓе, пошто сум многу екстровертен, социјален човек и сакам да имам некој свој. И особено сакам да имам некој од мојата култура и позадина, ми одговараше да имам ментална поддршка. Имам пријатели во Холандија, меѓутоа тие се порештркани. Во Англија беа посконцентрирани, исто така Англија ми беше центарот за Лондон, ми беше Европски центар на финанси и технологија, две работи кои што сакав да ги учам и за кои што бев одлучна дека сакам да бидам на најдоброто место за тие, а Америка не ми беше, мислам, Америка не е исто таков технолошки хаб, не ми беше опција затоа што не ми се свигаше културата и далечината. И одлучив на Англија и потоа за факултетот кога гледав, има некој YouTube канал 72 Questions with a Uni Student и шетаат низ цел универзитет и се. И ворик ми фати окуша од прва такво сонце, трева, езерца, кампус, цел нови згради, патки и гуски шетаат наоколу врв. И многу ми се допадна и бев која тука ќе аплицирам дефинитивно. И другите универзитети ми дојдоа дали од што ми се свигало каква програма имаат или што биле некој поголемо име па полесно да добиеш стипендија. И такви некои работи, меѓутоа завршив на Ворик и сум многу среќна што така ми испадна. Тука имаше малку ваму ќе одам, па таму ќе одам, па ваму ќе одам, па таму ќе одам.
И муабетот заврши, одлучив на Ворик и многу добро испадна затоа што универзитетот, прво кампусот е преубав. Имаме цел природен резерват околу нас. Со истите гуски патки. Со истите гуски патки, лисици, зајаци, ежиња, срна имавме да ни шета покрај студентскиот дом. Многу цвеќиња, многу лошо ако имаш алергија. Лани цел трет семестар се будев скрос отечена и 2 лети зени не ми помага. Ама исто така имаат и огромен тек парк. Многу инвестираат за инвестиции, за развој на технологија. Така влегов и во еден тим студентски тим што прави надпреварувачки електричен мотор и општо можностите на Ворик се огромни што и да правиш и еден од најдобрите факултети во Англија и во свет за различни дејности, ама многу вложуваат во технологија и даваат стипендии, што е огромен плюс. И многу сум срекна што одлучи вака, иако немав пријатели кои учеле таму претходно. А дали си се воумела, некам сум си отишла таму, и дали си наишла на некои потешкоти што те натирале да речеш, дали стварно требаше да тука направив грешна одлука, или некад си се двумела, например, со смерот, што си го избрала, затоа што си дела и на математика. Да, или не било тоа што го очекуваш. Па некако кога завршив таму, не знаев колку многу можности има и тука мислам дека некако ептен ми се погоди среќа, пошто средношколец што сега се надпреварува математика и надпреварувачко програмирање и сега ми стига факултет и не знам, обично вадиш шангајска листа, бараш државата кај ти дава стипендија, бираш 5, аплицираш и викаш ајде да видиме што ќе се деси. И мајка ми тука беше многу Ворик, пошто го гледале и со брат ми, им бев ко добро, ајде ќе го видам и јас. И така некако отидов затоа што првиот впечаток ми се свигал и кога отидов таму, кога почнав да гледам све што е околу мене и сум природно љубопитен човек, ќе видам зграда, не знам што ќе најдам на сајтот на универзитет, ќе видам добиле милионски инвестиции да направат некој си изум или вака покрај моторот, го видов проектот и бев кој интересно звучи, ќе се запишам и влегуваш во работилница, почнуваат ти зборат ова кошта толку пари, ова прави вака, ова прави така и кој ќе сватиш какви можности имало и сватив дека во средно не сум знаела што барам и сум го гледала универзитетот повеќе по ранкинг отколку по тоа што ти го нуди, затоа што секој универзитет зависи каде и зависи во што инвестира, ти дава различни можности. Кај мене технологија да се развива е многу битна ствар на универзитетот и исто така е многу битно да се даваат инвестиции и да има бизнис, да има стартапи и такви нешта, не поврзано со технолошкиот развој. И тоа многу ми се погоди, би рекла, ако некој сега се мисли каде да учи, да гледа што ти нуди факултетот, што е уникатно и какви луѓе се запишуваат на тој факултет, што бараат тие луѓе, затоа што и самите луѓе многу влијаат на начинот ти како функционираш. Кај мене на универзитет, односно на факултет по компјутерски науки, најголем дел од луѓето што се запишани се одбиени од Кембридж и Оксфорд и одеднаш затоа што имаат истите тестови што се на Кембридж и Оксфорд, меѓутоа истите приемни, меѓутоа немаат интервју и сите што паднале на интервју, втора опција им била Ворик. И е многу по-компетитивна атмосфера, многу повеќе се ангажираат луѓето, имаат амбиции, имаат некои веќе зацврстени интереси кои што си ги следат во животот и тоа многу ти влие и ти да си помотивиран. Исто така би рекла да не се ограничува затоа што знам и мене ми беше така државната стипендија е the go-to ствар. Да. Колку има 7 души примаат државна стипендија или сега не знам како. Кај нас јас кога се запишував беше сите што исполнуваат критериуми. Аха. Меѓутоа затоа што не знам така да слушам за тоа. Да, имаше некои муабети дека сега се крати бројот. Да. Меѓутоа не знам на колку е ограничен моментално. У Англија како се можностите за стипендии? Има таму некои need blind, need aware такви ограничувања и дали општо вака факултетиве даваат стипендија? Дали помалите факултети даваат стипендија? Па, затоа што мојот факултет не ги исполнуваше условите на шангајската листа што се задржам на стипендија. И бев сега, ако одам ваму, сигурно нема да плаќам толку многу,
затоа што е стварно премногу. Да. И тука ми требаше малце креативност и наоѓав листи на стипендии, например универзитетот на Единбург, имаат цела вебсайт страница за сите можни фондации што даваат стипендии, не само кај нив на универзитет, туку општо. Многу компании, зависи во која индустрија си, може да ти дадат определена сума на годишно ниво, или да ти платат факултет, или да ти дадат нели на merit-based стипендија. Манчестер дава такви награди. Мислам дека не ја викаат стипендија, туку е награда. Ако си еден од најдобрите во годината, ти дават парична награда на крајот на годината. Кај мене на факултет специфично има, се вика Global Excellence Scholarship. Треба да им напишеш есеј каков ти сакаш или точки или нешто такво на определени теми за тебе да зборуваш. И според тоа даваат стипендии од целосни до нели помали парцијални. И тоа, мислам, јас така добив стипендија. Исто така бевме и кај амбасадорката во Англија на гости. Сосема случајно другар некако договори, он се бави со тие работи. И дознав дека македонската амбасада и Ворик имале склучено договор да даваат стипендии на македонци, што го прекинале кога почна ковидот. И тоа, например, мислам, јас никогаш го немав чуено, затоа што немав чуено ни никој да оди на Ворик. И мислам дека ако некој сега се размислува каде да се запише и толку се фокусира на финансии и се, треба да ги разгледа сите опции, дали фирма ќе му даде стипендија, дали универзитетот ќе му даде стипендија, државата, дали факултетот ќе му помогне, нели, затоа што има такви програми за помош на деца чии родители имаат пониски примања, тоа го има секаде. И тука треба да се направи некоја склопка која највеќе одговара, затоа што и условите се различни. Ако аплицираш со државна стипендија, нели потоа треба да се вратиш или да ги вратиш парите или да некој так, да си обврзан со. А универзитетот кога ти дава, мислам, имаат некои по-различни услови, например, да го промовираш факултетот кога ќе завршиш. Или да држиш просек, што може да биде значително поизводливо или на некој повеќе му одговара. И сметам дека не треба да се ограничиш така, особено што Шангајската листа е многу релативна компарација. Можеш тоа да го споредиш еден факултет со друг толку едноставно. Мислам, зашто свето е субјективно на крајот денот. Секој човек е различен. Не знам кои точно критериуми влагаат у нивниот индекс, ама предпоставам ресурси, примања, па какви можности имаат програми, не знам што. Ти спомна, учиш интердисциплинарна наука, значи компјутер сајенс со бизнис, така? Сега баш правевме муавет за дали можностите да те примат на таков мејџор се поголеми него ли ако аплицираш само компјутер сајенс? Па мојот е double major и сум дел и од Department of Computer Science и Warwick Business School. Така што тука разликата е што треба да им се допаднеш и на двата факултети, затоа што нели едните ако те прима не може после само да те шутнат кај други да ти речат ние не те сакаме. И треба да те примат двете страни, меѓутоа апликацијата е нели поспецифична и затоа што е кога го пишуваш есејот зошто сакаш да го учиш тоа, можеш повеќе да се издвоиш отколку сите илјадници луѓе кои се запишуваат на компјутерски науки. И така ние сме во годината 300 и нешто студенти на Department of Computer Science, меѓутоа такви кои што учиме Computer Science with Business Studies сме 20 и нешто и сме значително помал број. И дури да се запишеш на овој смер од факултетот, можеш пак да се префрлиш пред да почнеш трета година. И затоа ти ме праша преска, некако сега се вратив на прашањето, се размислував дали јас да се префрлам, дали да се сменам, дали да го оставам бизнис делот. Одлучив да си останам со него затоа што стварно го сакам и стварно ми се допаѓа програмата. Меѓутоа сметам дека ако одиш за нешто поспецифично, можеш повеќе да се издвоиш, меѓутоа помала е квотата. И тука треба да си направиш доволно добра проценка дали тоа што ти се свига си доволно добар во него, доволно можеш да се покажеш и све за да влезеш во квотата, затоа што ако не влезеш во таа квота, многу ти е полесно да влезеш, да кажеме, обичен компјутер сајенс па се префрлиш, тоа може би да подобро. И тука би рекла
да не одат луѓето на ова ми се чини по да кажеме дека има поголема шанса ме примат, туку да одат таму каде што сметаат дека најмногу им се допаѓа и најголема шанса има да се покаже дека им се допаѓа. Како се справуваш со новата култура која што не идеш таму? Мислам тоа го спомна веќе. Новостудентскиот дом, нешто повеќе затоа што нели си таму. Има интересна приказна затоа што имаше многу цимери. И како мислам тоа е многу чудно прво за да го прифатиш, а не па нели да живееш. Да, лани бев во студентски дом на кампус и ни дадоа листа, нели, од сите студентски домови со спецификации, ни рекоа изберете 6. 3 кои има 10 suite со посебно WC и 3 во кои што делиш WC дали со уште еден човек или со повеќе. И рангирајте ги. Ке ви пратиме еден во зависност од тоа што го имате ставено на листата, на како сте си ги подредиле вие, и на еден прашалник што беше дали си интровертен, екстровертен, кога во слободно време сакаш да идеш на концерти или во кино или да читаш книга, кога си легнуваш, кога стануваш, некои такви поспецифични животен стил прашања. И сосема, мислам, среќата ми се погоди заврши во најстариот студентски дом на кампус. Значи, првата зграда што изградиле целосно, пошто кампусот ми е граден во 60-тите на минатиот век, првата зграда што ја завршиле била студентскиот. И во студентскиот, мислам, станот што го добиваш, ти уствари еден спрат од еден блок, 2 ходници вака тесни еден до друг, и 8 соби. И испадна да имам 15 цимери, и плюс на едниот цимер девојката што цело време седеше кај нас, и делиме, секој си има посебна соба, делиме на огромна кујна и нели има доволно тоалети за сите. Меѓутоа и тоа пак треба да го делиш дали со двајца или со тројца други луѓе, зависи како ќе ти се погоди. Некако го гледам ова и сум го сега најстариот смештај. Не, мислам, беше еден и од поевтините, ако не и втор најефтин, нешто такво. И 16 луѓе, и вака кога си реков 16 луѓе и јас, и ми се сврту глави бевко батали, не одам ваму, откажувај го, баре некоја друга алтернатива сама да живам или нешто. И на крај бев така седев и тогаш имав многу стресови со апликации, се разболев од ковид, требаше во карантин да седам и бев апсолутно тука истоштена и психички и физички, бев па не можам више. И бев ко среќата како ќе биде така, нека биде, ако е катастрофа, нека биде катастрофа, ќе издржам една година. И го изгуглав, испадна дека исто така и журка смештај на цел кампус. И дека таму, не знам, луѓе се журкале 24/7 и многу луѓе проаѓале, влагале, влегувале, излегувале. Имаше на YouTube некое видео ставено од смештајот, тројца покупачи се бањаат у каде и некој други ги прскаат со некое пиење, не знам што се случува. И онака го гледам тоа единственото видео на YouTube и сум леле, само нека биде окей. И отидов, реков, среќата одлучила да сум тука, среќата одлучила да идам и на Ворик. Ке видиме како е, па ако ништо ќе барам чаре. Испадна едно од најдобрите искуства во мојот живот. Тоа дека имам 16 цимери, значеше дека имаме едно огромно друштво. Да. Сите се среќававме во кујна, стално имаше некој да правиш муабет или во ходник да прашаш за помош, да прашаш за нешто, да направиш муабет, да излезеш, да одите до продавница заедно. Стално имаше раздвижено, стално имаше луѓе, ама затоа што универзитетот е многу тежок и нели високо рангиран, си имаше и периоди кај што сите учеа и беше смирено. Да. И беше општо ми се погоди многу добар стан, многу добра група на цимери со многу разбирање. И така од лани од таа група што бевме дел беа на размена, па веќе не се на Ворик. И се поделивме, требаше живееме 10 луѓе оваа година во една огромна куќа на 3 спрата, па останавме 6 и сега живееме 6 во приватно изнаемена куќа, така повеќе ни одговараше. Исто таа на 3 спраташе куќата? Не, тоа ќе беше многу пари за 6 луѓе. Да. Не, сега сме во помала куќа што не е на 3 спрата и наменета за 10 луѓе. И сме од ланските цимери што останавме група од 6 и живееме заедно со куќа на 2 спрата, не на 3. Со двор, со дневна, со се, и повеќе место, и повеќе слобода, и некако
И поевтино беше, ама и повеќе ни одговараше да не сме на кампус, туку да се преместиме во некој поградче каде што може и да излеземе и да има луѓе и некоја повеќе можности за социализација без да нели трошиш време на патување пола саат до диско. Дали чекај сега, ќе те прашав дали тие луѓе што таму си ги упознала денеска комуницирате ли ми тегнати која година си втора, така? Да, комуницираме си. Прекадарило ми секој ден. Фала Богу. Ми пиша пре некој ден да ме праша за ракавиците за чистење, да не знам кај се. И вчера свативме дека никој нема платено кирија што сме требале да платиме во февруари, тука се добавме грешка. Така да комуницираме, добри односи сме. Со некој од нив имате колаборации како да правите заедно проекти или сте на различни факултети? Да. Тука ми се погоди, лани имав еден цимер кој што студираше компјутерски науки, меѓутоа не се секираше многу за факултетот, затоа што имаше веќе и сигурна работа во англиска морнарица или нешто и мораше да заврши факултет, А годинава сум цимерите ми се еден студира економија, едно девојче студира политика и интернационални односи. Имам уште еден кој студира чиста политика, тие две биле многу различни, тоа го сватив годинава. Една цимерка ми студира биомедицина и последниот студира само физика, не биофизика. Само физика и сме секој со своето на сите страни, никој нема допирна точка, вака се собереме сите да почнеме да правиме муабет, никој нема да се разбере. Ама за политика се расправате. Па со толку сега политика што студираат. За политика е интересен муабет од секогаш, затоа што и они учат за Балканот и за Југославија и што било, како било, тие двајца што учат политика. Сите други вака со актуелните новости што не може да ги испуштиш, нели, секој не вети се. И особено имам дечко од Македонија кој исто учи во Англија, не со мене, ама кога ќе дојде и кога ќе почне и он така да подпалува некој огниче наму натаму. И тука се погаѓа да има многу дебати, дискусии за се и знам многу, имам цимери индици, знам доста и за индиската политичка сцена моментално и зошто не ќе ме некој многу специфичен човек кој што во животот ништо не ми менува. И така сме на сите страни со сите различни муабети за сите можни култури, затоа што и цимерите ми се секој од свој крај. Имам еден цимер турчин од Турција, двајца дечко и девојка индици од Индија. И другите двајца, девојката е полуангличанка, татко од Колумбија, а на дечкото мајка му е од Унгарија, а татко му е од Англија и сме сите со секоја култура донесена од секаде. Интересно прашање, само дали овие што се уврскат на факултет се запознали или од претходно си биле, па на факултет ги примиле двајцата? Тоа се смеевме со луѓето со кои што во контакт се уште, пошто не живееме заедно. Кај нас на универзитет многу е страшно ако направиш флатцест. Ако стапиш во врска, ако станеш во врска со некој што сте биле цимери, многу е лошо и се смееше индиецот го снимале од студентската унија да го стават на Инстаграм и признал дека направил флатцест и тука бевме леле. Индиците дојдоа заедно, ама сосема случајно им се погодило така. Аплицирале на два различни факултети, он сакал на Ворик, таа сакала на London School of Economics. И неа ја примиле на Ворик, и ајде нема веза, двајцата идат на Ворик, пошто девојчето го одбиле London School of Economics, нема врска. Тоа аплицирал таму каде што ние живеевме, таа аплицирала некој сосема друг студентски дом. Не виделе кај се примени. Односно, он видел дека е во нашиот студентски дом, она не знам дали видела што како, ама никој не ја проверил адресата. Испадна и лани, као им се погодило ист факултет, ист студентски дом, ист стан. Ист блок, па ист стан. И не приметиле, дор не дошле и не виделе двајцата сме у истиот влез, на истиот спрат, у истиот стан. И тоа им се погоди аптен така и сега си живееме сите заедно, нели, во куќата. А другите двајца се најдоа на Тиндер и девојчето некако го примивме во нашиот, таа е цимерката, почесниот гостин лани, 16-тиот цимер. Ми беше таа, ама девојчето многу го сакам и се здруживме, аптен и сега живее со нас.
ако на тие индиците тоа не им е знак од Господ, ја не знам што чекаат. Не, значи ние лани исто кога гледавме за факултет што кај како јас се нервирам тука сега друг град, друг универзитет, таман само ај земјата ја погодивме, па ќе патуваме, ќе се гледаме со другари, со дечко ми, со брат ми, вака така онака и седнувам да се запознам со нив и ми кажуваат како дошле овде, ја така седам. Цела моја среќа отишла кај нив, барем да се поделевме, а беме сите на ист факултет па различни студентски домови. А они и сове се. Да, те ним се погоди све. Да. И па сега за крај да дадеш некој совет на нашите гледачи за при избор на факултет или некој нешто ти што си прошла па. Па би рекла, ако луѓето бираат дали додат во странство или дома да разберат, да размислат многу длабоко што ќе им одговара повеќе и да не прават одлука само поради притисок, затоа што некој пат да останеш во Македонија и живот значало, ама стварно, или да останеш тука па нешто да се одржиш или да отидеш таму и да направиш некоја, нели, многу лоша работа за себе. И да размислат стварно убаво дали странство им е на нив, дали им одговара на нив, а не на таксистот што ќе ти каже спакувај си, иди си, него бива тука или било кој друг. Ако прашуваат постари студенти или постари пријатели, да ги прашаат зошто им се свиѓале работите, како се одлучиле за тоа што би смениле, зашто е најдобар универзитетот каде тие веќе студирале и да си, кога ќе ги гледат универзитетите и земјите и градовите, видат начин на живот, култура, можности, дали тоа што сакале да го учат е таму, е застапено, се инвестира во него, дали луѓето се амбициозни во тоа поле, а не само да се запишат некаде ради името, да разгледаат различни видови на стипендии, да не се ограничуваат само со една, затоа што стварно има премногу можности. Дури почна и на Инстаграм спонсор да ми излегуваат стипендии. Дека некои тек компании ги даваат и да одат каде што мислат дека ќе бидат најсрекни, затоа што ако не си среќен, на факултет си имаш многу за учење, секако еден момент ќе испитуваш све што не си останал тука, или што не си се запишал некаде друго, или што зашто уопште си запишал факултет, тоа секако ќе се случи, секако ќе бидеш со многу работа и ќе се нервираш, ама барем да си имам многу работа, ама барем сум тука да си кажеш, да можеш тоа да си кажеш, ко тука сум, тука сакав да бидам и тука одлучи дека ќе ми биде најубаво и тука ќе имам највеќе можности. Епа, фала ти што ми беше наша денешна гостинка. Фала ви на вас. Фала и на Радио МОВ кои што ни го возможуваат овој простор и општо и на техничарот. Лайк, шер, сабскрајб. Се надеваме дека ви се допадна оваа содржина. Заследете на социјални мрежи за поише. И тоа е тоа. Се гледаме, дечки, во следната.